Со подигнување на бадниковото знаме, во православните храмови започна одбележувањето на бадник денот пред Христовото раѓање. Православните христијани, иако годинава во помал број, од изутрината се упатија кон црквите, да се помолат, да запалат свеќа и да земат едно од светените бадникови гранчиња, кои подоцна ќе го закачат пред својот дом. Не изостанаа ниту традиционалните церемонии. Традиционално, стариот кум дојде во храмот со пајтон, со музика и топла ракија го предаде бадниковиот ќуп со гранчиње на новиот кум, кој со него си замина дома. Живи, здрави и сите да сме, бадник да го славиме и гранчиња бадникови во срца да посадиме. Планиран беше Марко, ама до мене е Марко помалиот и само да го прашам, што ќе бидеш кога ќе пораснеш? Кога ќе пораснам, ќе бидам бадникар како дедо ми Марко. Сега официјално може да го честитаме и да го прогласиме за кум бадник 2024 година Божидар Бобо Јанковски. Да се слушаме, да се гледаме, да се разбираме. Ве молам да се почитуваме и да си помагаме. Да имаме разбирање за различностите, да имаме разбирање за секој еден во овој град. На предавањето на ќупот традиционално учествуваа и градоначалниците на град Скопје и општина Центар. Да им покажеме што значи да бидеме солидарни, да бидеме хумани, да покажеме љубов, да покажеме разбирање и се надевам дека оваа година секој еден од нас ќе го покаже најдоброто од себе. А на православните христијани им го честитам бадник, многу здравје, среќа, берекет, слога, почитување и меѓусебно разбирање за сите нас. Православните христијани денес со семејствата и најблиските ќе кршат погача со паречка. На оној кој ќе му се падне, се верува дека ќе го следи среќа низ целата година. Верниците со желби за здравје, среќа и мир велат од наутро се подготвуваат за постната бадникова трпеза. Традиционално, како што останало од секогаш, така и овој ден, мислам е многу свет ден за нас. Одека го чекаме да го земеме бадниковото гранче, па вечер да го направиме обичај со гранчето бадниково. Ова е голема чест за сите нас христијани. Еден ваков убав празник да празнуваме и да бидеме овде сега во овој свет храм. Тоа е раѓањето Христово и тоа е благослов за сите нас. Кога фамилијата само блиските се собираат на постни јадења, све има на масата. Костени, тикви, посно, сарми. За мен многу значи, за фамилијата го празнуваме, па сега е вака у црква, после дома на ручек со фамилијата, со внуците. Бадник е ноќта на мирот, радоста и сплотеноста. Утре православните христијани ќе го слават Христовото раѓање. За Божик пак традиционално се подготвува мрсна трпеза, која го означува крајот на божикните пости.